Поранешниот градоначалник на општина Кочани Љупчо Папазов, кој си поднесе оставка по трагедијата во Кочани, оди во домашен притвор. По барање на обвинителството во домашен притвор одат уште тројца осомничени, меѓу кои се поранешниот директор на УЈП, еден инспектор и член на обезбедувањето. По поднесените предлози за определување на мерка притвора врз основа на донесена наредба за истражна постапка на ОЈО Кочани, од страна на судија на претходна постапка беа определени вкупно 24 мерки за обезбедување на присуство притвор, од кои по изјавена жалба од осомничените преку нивните бранители, изречената мерка притвор беше заменета со мерка куќен притвор за тројца осомничени, а во понатамошниот тек од постапката подаден предлог на обвинителство за замена на мерката притвор со мерка куќен притвор за 4 осомничени беше определена мерка куќен притвор, соопшти судот во Кочани. Спрема сите осомничени подадените предлози за определување мерка за присуство по донесената наредба за спроведување на истражна постапка од страна на обвинителството Кочани беше доставен предлог за продолжување на овие изречени мерки до Основниот суд Кочани и по вака изјавените предлози за продолжување на претходно определените мерки за обезбедување на присуство се постапува по одредените законски рокови. Инаку со проширувањето на истрагата за нови лица беа опфатени 19 осомничени, од кои 4 се во затворски притвор, 8 се во куќен притвор и на 7 се определени мерки на предпазливост. Во домашен притвор се и другите двајца поранешни градоначалници на Кочани, Ратко Димитриевски и Николчо Илиев, како и екс-директорката на Државен пазарен инспекторат. Во меѓувреме судот во Кочани ги разгледува жалбите на 12 осомничени и пензионираните полицајци кои претходно беа приведени се пуштени во куќен притвор. Во затвор останува екс-министерот за економија, на кого денеска му беше продолжен притворот за нови 30 дена. Од јавното обвинителство ги демантираат тврдењата дека еден јавен обвинител се повлекол од истрагата за пожарот во Кочани поради наводни притисоци и несогласувања со правната квалификација.